веднаш после средбата со господинот Ахмети, имавме средба со премиерот во заминување, господинот Заев. Генерално, три теми би ги издвоил за нашиот денешен разговор. Првата тема беше името за техничкиот министер за внатрешни работи. Втората тема беше поврзана со имињата на останатите предлози на ВМРО ДПМН кои што ќе бидат дел од техничката влада. И третата тема беше, која што ја отвори господинот Заев, а тоа е околу можноста за промена на изборниот модел и настаните кои што се во собранието поврзани со тоа прашање. По првото прашање разговаравме за името, му го презентиравме, презентиравме биографијата на лицето и во интерес на дополнителни консултации кои што тој треба да ги изврши. Јас не би го споменувал се уште нашиот предлог. Договоривме за отприлика час и половина од сега да се слушнеме телефонски за конечна потврда, но вака на прва немаше никакви забелешки, ниту пак имаше некакви дополнителни коментари. Станува збор за човек нов во политиката, човек врвен професионалец, човек со исклучително богата кариера во службата, онаму каде што до сега работел, и убедени сме дека ќе биде додадена вредност за безбедноста во нашата држава. Поврзано со второто прашање, тоа е останатите предлози, како што се техничкиот министер за труд и социјална политика, замениците технички министри во ресорите земјоделие, финансии и администрација. Отприлика слушнавме од страна на премиерот во заминување, господинот Заев, за профилот на личностите кои што очекува да техничкиот премиер ги добие од страна на ВМРО ДПМН. Во понеделник се договоривме дека пред да бидат имињата објавени ќе имаме телефонска консултација, а дури потоа, откако ќе завршиме таа телефонска консултација, ќе ги соопштиме на јавност. Поврзано со третото прашање, разговаравме и ние како ВМРО ДПМН изразивме спремност да веднаш по завршувањето на овие избори, опозицијата и власта, кои да бидат тогаш, а јас сум убеден дека тогаш владата ќе биде формирана од ВМРО ДПМН, а тогаш опозиција ќе биде СДСМ, ќе седнеме и ќе разговараме за промена на изборниот модел и примена на така наречените отворени или преференцијални листи за време на следните локални избори, посебно за листите на советници. Прилика тоа беа трите теми кои што би ги издвоил од денешната дискусија. Толку има прашање? Па да почекаме во интерес на принципите час и половина, докога не биде потврдено да не го соопштуваме тоа. Мисовски член на вашата партија веќе објави на Facebook дека Драган Ковачки е може након камерите во ќе биде новиот министер за внатрешни работи. Јас повторно ќе кажам да почекаме час и половина да добиеме потврдно од страна на СДСМ, од страна на премиерот во заминување господин Заев, па дури потоа ќе го потврдиме, но она што можем да кажеме дека станува збор за лице врвен професионалец, човек кој што има исклучително квалитетна и импозантна биографија во областа каде што действувало се. За министерот за труд и социјала и за дополнителните министри не ви треба согласно, зошто до понеделни консултации? Па сакавме најпрво да видиме каков профил на личности очекуваат, за да немаме повторно игри од типот тргни застани, по одбивање, прифаќање, неприфаќање, иако нема законски пропишено да нема консултација, но она што не е забрането со закон е дозволено, затоа не би сакале да бидеме нити ние, нити јавноста жртви на дополнителни игри, затоа однапред сакавме да го слушнеме профилот, да не биде зошто овој тој не го прифаќаме, дајте друг. Затоа сакавме вака во прво лице да го слушнеме профилот кој што го очекуваат. Ние имаме неколку имиња кои што во понеделник ќе бидат соопштени на македонската јавност. Господин Мицковски, извисни ли се изборите после оваа средба? Добивте впечаток дека избори ќе Јас мислам дека таква дилема веќе нема македонската јавност. Пошто рековте дополнителни игри? Баш за тоа прашам. Па, токму од тие причини превенираме секакви можни потенцијални ризици за тргни па застани, заради тоа мислам дека немаме веќе никој од нас дилема дека тоа ќе се случи на 12 април, а техничката влада на 3 јануари. И дефинитивно по стариот избор. Да. Ахмети Повелете? За изборниот модел, како се размислувањето до тоа? Па ви кажав, по таа тема разговаравме да веднаш по завршувањето на предвремените парламентарни избори, тогаш опозиционата СДСМ и владеачката ВМРО ДПМН ќе седнат и ќе разговараат. Со Ахмети рековте дека била успешна средбата. Како ги карактеризирате сега средбата со успешна или неуспешна? Па ова се консултативни средби. Генерално ако ме прашувате педагошки, да, успешна беше.
Ви благодарам. Победа и едно вака неформално прашање каде за Нова година. Да, очекувам победа, очекувам убедлива победа на ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија предводена од ВМРО ДПМН. Инаку новогодишната вечер ќе ја поминам во кругот на другарите и пријателите кај еден од моите блиски другари од детството во неговиот дом заедно со супругите и со семејството.